Најпрви сакам да ви пренесам поздрав од председателот Црвенковски, кој што ве поздравува и ве охрабрува да издржите во заедничката битка победа до крај. На почеток, сакам да ви кажам јасно и гласно. На 24 март, во недела, започнува падот на Никола Груевски и малата група луѓе околу него. Затоа што доста е од сето она што го правеа во Република Македонија во последните години. Доста е. Ќе кажам само две работи заради кои што треба да си отидат што побрзо. Првата работа е поврзана со она што се случи во парламентот на 24 декември, црниот понеделник. Замислете, во парламентот, во зградата која што треба да биде храм на демократијата во една земја, ние видовме газење на уставот, газење на законот од страна на власта. Зошто е тоа важно за секого од нас? Зошто тепањето на претениците, и тука имаме двајца од нив пред нас, е важно за секого од нас поединечно? Затоа што во уставот се запишани нашите слободи како граѓани на оваа земја. Значи, ние имаме слобода да зборуваме, слободно да се движиме, слобода нешто да купиме, да биде наша лична собственост. Имаме лични граѓански слободи кои што се запишани во уставот. И тука не прашува дали си македонец, дали си албанец, дали си турчин, србин, ром, бошњак, не прашува дали си православен, дали си муслиман, дали си од некоја друга вероисповест. Тоа се универзални човечки вредности. Граѓански слободи. Во моментот кога власта реши да ги изгази тие слободи и да го изгази уставот, од тој момент натаму никој повеќе во оваа земја не е безбеден. Никој не е сигурен дека неговите слободи од уставот и понатаму ги има. Тоа значи, на 24 декември, она што им се случи на пратениците, денеска или утре, со ваква власт може да му се случи на било кого од нас. Ете затоа, кога ќе гласаме на 24 март, да не го заборавиме 24 декември, за да не ни се повтори никогаш повеќе. Друга работа заради која што почнува падот на Никола Груевски во недела. Затоа што доста е од вакво душманско трошење и душманско задолжување на нашите граѓани. Може би тука има луѓе кои што немаат кредит земено во банка и мислат дека немаат кредит и дека немаат долг. Вие може кредит во банка немате, ама долг имате. И ве задолжува Груевски, нити ве прашува за што ве задолжува, нити ви кажува за што парите ги троши. Тоа мора да престане. Замислете, ние зборуваме во Градско дека нема вода, дека е лоша водата, дека има куќи каде што нема канализација. Живееме во 21. век и зборуваме за вода и канализација. Замислете, ако само една трошка од оние стотици милиони евра заглавени во Скопје 2014 одлучеше оваа влада да ги даде на жителите на Градско, некои од вашите проблеми ќе се решеа и вие ќе живеевте подобро. Меѓутоа, на оваа влада нешто друго е поважно, не сопствениот народ и како живее сопствениот народ. Ете затоа, оваа власт ја стави, ја загрози, во ризик ја стави иднината на нашата земја. Затоа, нашиот слоган е иднината сега. Затоа што во недела на 24 март ние гласаме за сопствената иднина. За иднината на секого од нас лично, за иднината на Градско, за иднината на Македонија. Заради тоа, следните зборови од нашиот слоган: се време е. Зашто навистина е време. Нема веќе чекање.
Нема веќе што да чекаме. Време е за поинаква Македонија. Време е за подобра Македонија. За честна Македонија. За напредна Македонија. За слободна Македонија. За победничка Македонија. Затоа овие избори на 24 март не се обични избори како за обични локални избори. На 24 март градско ќе си одбере екипа, млада екипа која што ветува. Дајте си шанса себе си. Одберете луѓе кои што ќе повлечат за градско, кои што ќе го вратат градско таму кај што треба да биде. Ќе му дадат една ведрина, една иднина, една надеж на градско дека животот може и ќе стане подобар. Ќе одберете нов градоначелник, ќе одберете нови советници. Меѓутоа, дајте на 24 март да излеземе сите до последниот, да го заокружиме бројот 42 на советничката листа, на листата за избор на градоначалници, да дадеме иднина, да дадеме шанса на градско, да ја смениме конечно работава на подобро. Гласате за вашата иднина, за иднината на вашите семејства. Гласате за иднината на градско, гласате за иднината на Република Македонија. Од вашиот глас, гласот на секого од вас поединечно во недела на 24 март, зависи по кој пат ќе продолжи Република Македонија. Дајте да ја вратиме Македонија на вистинскиот пат. Да живее градско, да живее Република Македонија. Ви благодарам.